Сите трошоци околу лекувањето на повредените млади луѓе во дискотеката Пулс во Кочани ќе ги покрие државата. Со оглед на тоа што не располагаме со соодветни центри и инфраструктура, се прават анализи во кои држави би можело да се продолжи со понатамошни специјалистички лекувања. Министерот за здравство Азир Алиу најави дека во брзо време ќе излезат и со новости во врска со центарот што се гради во Кочани. Свесни сме дека има третмани и процеси кои што коштаат, се скапи, но ние како држава сме задолжени за секој граѓанин да им пружиме здравствена заштита, бидејќи тоа и законска надлежност ние. Секој процес кој што бара средства финансиски ние ќе излеземе во преслед, исто така секој процес кој што бара импортирање на знаења нешто ќе направиме такви обуки и секој процес што бара мобилност на нашите граѓани надвор од државата исто така ќе го поддржиме. При денешната посета на Штипската клиничка болница министерот Алиу најави дека во наредниот период ќе се работи на јакнење на човечките ресурси во сите здравствени институции во државата, а од септември или октомври се очекува да се започнат со градежни активности на објектот во кој треба да биде сместена новата клиничка болница. Ние ќе работиме паралелно и во насока на подобрување на ајде да кажеме тој недостаток во системот и затоа дефиниравме политики кои што ги делиме на три дела, значи инфраструктурни, креирање на систем во здравството и креирање на човечки капацитети потребни за таа институција и ние ќе инсистираме на тоа да одат паралелно, бидејќи со добри објекти вие не нудите добри услуги ако немате добри доктори и добар систем. Проблемот со недостатокот на персонал е голем. Дали се доволно овие? Не се доволно. И сега на разговорот на состанокот со министерот што разговаравме, веќе имаме и најава и планови за наредниот период што би правили и што можат тие од министерство да ни помогнат, за да има и вработување на неопределено и на друг персонал што работи во болницата. Бидејќи со овие 25 лекари што се примени, тој дефицит на среден персонал ќе биде уште поголем. Во рамки на иницијативата Мобилен кабинет, министерот Алиу одржа состанок со дел од вработените, а оствари и средба со граѓани.